Вчера, некако после службата, се разви некоја дискусија, па некои прашања. Меѓутоа нема вечера да одговарам на прашање, туку некако ме поттикна тоа да за воведот. Не планирав баш вака, ама окей. Ми даде идеја малку да го изменам воведот. Имено, не знам како веруваме, веројатно различно веруваме секој од нас, околу онаа бројка од 144.000, и знаете, некако може да звучи многу мал број. Имаме ли ние шанси? Луѓе, Јован 3.16 што вели? Златниот стих. Бројки ли треба да гледаме? Господ ќе исполни бројката, не знам што. Така ли треба да гледаме? Значи, секој оној кој што поверувал, кој што ќе поверува, може да биде спасен. Сега, јас ќе ви презентирам некои бројки кои што беа презентирани лани, летото, од Дојчин, само да ме подсетам, меѓутоа не се со цел да се разочараме, туку да малку, одака народски кажано, се ја чукнеме главата, нели, односно малку да станеме посериозни. Значи, затоа што навистина има некои бројки кои што ајде да видиме што кажуваат, што можеме ние да сватиме. Имавме прекрасни цитати, знаете, кога ги читаме зборовите на Елен Вајт или на Светото писмо, не треба само туку така, не треба само интелектуално нешто да извлечеме од таму, не знам да... Не, него навистина треба да медитираме околу тие зборови, да дозволиме да тоа влезе во нашата душа длабоко, да се преиспитаме, да видиме. Ајде и ова вечер нека биде такво нешто. Ќе имам, колку што ќе успеам, многу Библија и многу дух пророштво, но вака. Живееме во сериозни времења. Ние сме таа седма црква. Ние сме Лаодикеја. Така ли? Од Откровение седмата црква. И што значи Лаодикеја? Народ на судот. Значи ние живееме во времето на судот. Лаодикеја има проблем. Лаодикеја не го слуша верниот сведок, имате каков речник, суд, народ, верен сведок. Верниот сведок кажува за состојбата на Лаодикеја, Лаодикеја си мисли, не, јас сум супер. Или лаодикејецот, да кажеме. Да, загрижувачки. Тука сме, ја ви реков, искуството на дворот од светилиштето. Тука сме. Значи, лаодикејецот прво е млак, со големи букви може да кажеме, млак. Тоа го вели верниот сведок, Исус, всушност. Тоа е беден и несреќен, и сиромав, и слеп, и гол. Вау, која состојба? А тој смета дека ништо не му треба. Се има, ништо не му треба. Тука е проблемот. Кога сметаш дека си окей, нема да бараш чаре. И верниот и вистинит сведок му советува да купи на лаодикејецот што? Злато. Значи, лаодикејецот нема вера, односно нема онаа жива вера, вера е која што работи преку љубовта и ја чисти душата, како што вели стихот. Му недостасуваат белите облеки, значи нема Христовата праведност, не е оправдан и му фали очна маст. Значи го нема Духот Свети. Го нема тоа искуство од предворието, ниту искуството на жртвениот олтар, ниту искуството на мијалникот. За жал. Значи нема жива вера, не е оправдан, нема добра визија, нема Дух Свети, не гледа како што треба. Значи, лаодикејецот се само измамува. Знаете, најголема измама е кога човекот самиот себе си измамува. И сега да ве подсетам на некои од тие бројки на Дојчин. Била направена студија од 2002 година, значи,
институт на светската мисија во склоп на Ендрюс универзитетот 2002 година, а потоа тоа се објавува, значи резултатите на таа анкета, да кажеме студија, се објавуваат во Adventist Review 2003 година. И според студијата од 2002 година, 65% од адвентистите широм светот сметаат дека имаат сигурност во оправдувањето преку вера и во спасението. 65% се сигурни. Исус ако дојде, ние сме спасени. Сега, 1893 година, требаше па сега станале верни, значи тоа сега. 1893 оддамна, значи тоа е пред прошлиот век, а ова е сега од 21 век, значи нешто сме многу поверни станете. Меѓутоа Елен Вајт пишува писмо до Генерална конференција од Австралија, дека се наоѓа во Австралија, и вели вака: свечено и изјавувам на црквата дека ниту еден од 20 мина, чии имења се запишени во црковните книги, не е подготвен да го заврши својот живот на оваа земја, и кога би умреле сега, тие би биле изгубени без Бога, исто како и останатите грешници во светот. Ниту еден меѓу 20. Значи, ова е помалку од 5%, сака да каже. Помалку од 5%. А на оно истражување 65% од адвентистите велат дека сме спасени. Значи, повеќе од 60% се во заблуда. Ништо чудно, мислам, оти лаодикејецот е во заблуда. Сами од себе се мами. Тој смети дека е супер. Ниту еден од 20. Потоа во еден друг цитат од Ривен Хералд, 3 септември 1989 година, вели: треба да бидеме просветлени во однос на планот за спасение. Во нашата црква нема ниту еден од 100 кој на вистина лично ја разбира библиската вистина по ова прашање. Елен Вајт 1889 година запишал дека ниту еден од 100, че тоа е помалку од 1%, значи 0, нешто, не го разбираат предметот на планот на спасение. Да, секако тоа е голема последица на црквата, да. Во црквата, збориме, во се бројки од црквата. И минатиот пат спомнавме цитат од 6-тиот библиски коментар, или до 75-та страна: ново раѓањето, затоа што зборувавме за искуството на ново раѓањето, е ретко искуство во денешно време. Елен Вајт тоа го запишала, значи, во нејзино време. И тоа е причината за збунетоста во црквите. Многу, навистина многумина, го носат Христовото име, а се непосветени и несвети, тие се крстени, но се живо закопани, нивното јас не умрело и затоа не воскреснале во нов живот во Христа. Значи, повторно го немаат искуството на ново раѓање, го немаат искуството на предворието. А ако не го доживееме тоа искуство, нема мрдање, нема да влеземе понатаму. Или испаѓа дека формално адвентистите, верниците, да кажам, прават некои работи формално, а мислат дека тоа е она вистинското. Значи, пак ќе кажам, овие бројки, овие проценти не се за да не заплашат. Јас лично верувам дека 144 е символички број. Но треба да не направат сериозни, затоа што живееме во сериозно време. И сега да отвориме во Излез 27 глава, да се подсетиме на тоа од што беше направена оградата на светилиштето. Од бело ленено платно. Значи, дворот нека е во должина 100 лакти, во ширина 50 и во височина 5 лакти, значи 50 на 25 метри и на 2,5 метри висина. И потоа додава, вели, сите посадки, се, не само жртвениот олтар и мијалникот, туку и сите посадки, оние додатни посадки што биле потребни, биле од бронза. Во предворието се било од бронза. Рековме зашто е тоа така. Тоа е искуството на Христовата служба на земјата. И сега исклучок била вратата, знаеме дека вратата беше направена од сина, пурпурна и црвена волна
и нормално имаше и бел лен, и рековме сината боја символизира послушноста, значи влезот, вратата е Исус, послушноста, пурпурната е царска боја, црвената е бојата на жртва, понизност, крв и белиот лен е Христовата праведност. И ова многу кажува, да не се задржуваме на ова, оти поентата е друга. И во Филипјаните рековме уште тогаш, 2 глава од 5 до 11, го имаме она искуство на Исуса, неговото доаѓање на земјата, значи неговата понизност, послушност, жртва. И на крајот цар над царевите, на кого сите му се поклонуваат. И интересно е што Филипјаните 2 глава, од 5 до 11, целиот тој пасус започнува со 5 стих, кај што вели: имајте ја во себе, Павле се обрека на нас, на сите нас денес, имајте ја во себе истата мисла која што беше во Исуса Христа, или размислувајте онака како што размислуваше Исус Христос, или верниот сведок. Послушност, понизност, жртва. Римјаните 12 глава 1, 2, 3, Павле кажува: затоа ве молам, браќа, повторно ова е искуството на предворието, пак ќе кажам, затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Нашето принесување како жива жртва, тоа е разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, обнован умот, за да можете да ја познаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Зашто преку благодата што ми е дадена, му велам на секој еден помеѓу вас, да не мисли за себе повеќе од колку што треба да мисли, ова е исто дел од проблемот на Лаодикејецот, да не мисли повеќе за себе од колку што треба да мисли, туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување, според мерата на верата која што Бог му ја доделил секому. Разумна служба, разумно размислување, мислите како што Исус мисли. И рековме мијалникот, огледалото, да се погледнеме, да се огледаме и да се видиме онака што Господ не гледа, онака како што верниот сведок сведочи за нас. Тоа е многу исто клучно. И сега, целта ми е денес, тоа беше воведот со бројките и сега веќе навлеговме, целта ми е денес да зборуваме за белата облека преку светилиштето. Значи, доколку вие вистински се кајате, влегувате во светилиштето и веќе сте пред олтарот и целото тоа искуство, вие сте веќе во светилиштето, односно, еве предворието, комплетно целиот тој целата таа градба, која што целата е обколена со бел лен. Вие сте покриени, треба да бидете покриени во тоа искуство на оправдување, како сте се покаяле, и Господ ви го простил гревот и ви исчистил од секоја нечистотија, да сте покриени со Христовата праведност. Тоа е искуството од предворието. И понатаму цело време вие сте покриени со Христовата праведност. И сега каде највеќе се среќава бела боја, во вака некои световни настани, каде доминира белата боја? Па на свадба невестата е во бело, така? Чиста, невина, значи сето тоа е символика. Откровение 19 глава 7 и 8. Да се радуваме и да се веселиме и да му воздадеме слава, зашто дојде јагнетовата свадба и неговата жена се приготви. Која е жената на јагнето? Па ние, црквата. Треба да се покажеме во бела облека на таа јагнетова свадба. И беше дадено се облече во светло и чисто ленено платно, имено платното, тоа се правните дела на светиите, или, како што вели во Христови параболи, всушност тоа е Христовата праведност, неговиот неизвалкан карактер, кој што со вера им се дава на сите кои што го примаат како свој спасител. И уште еден стих кој што исто алудира на жената, како црквата, како жена на јагнето, Ефесјаните 5:27, и да ја представи пред себе, значи Христос, да ја представи славната црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Облечена во таа бела облека на Христовата праведност, без дамка и без брчка.
Меѓутоа, тоа е заради Христовите заслуги. Тоа е заради тоа што ние сме се покаяле, ние сме прифатиле Христовата жртва и сме оправдани и сме облечени во таа Христова праведност и Господ веќе на нас не гледа како на борче, на не знам кој, на нашите греови, не гледа веќе на нашето смоквино лиси и нашите обиди, постојано да се покриеме, да ги покриеме своите недостатоци, било што со смоквино лисие, туку не гледа во таа бела облека на невиност која што ја имале на почетокот Адам и Ева. Знаеме да кажеме тука често пати светлина. Да, меѓутоа Елен Вајд вели бела облека на невиност носеле нашите прародители кога Бог ги наместил да живеат во светиот Едем. Тие живееле во совршена хармонија со Божјата волја. Биле чисти, свети. Сета сила на нивните чувства му била посветена на нивниот небесен Отец. Светиот пар го обкружувала прекрасна, пријатна светлина. Бела облека и плюс светлина. Значи, белата облека е чистота, праведност, невиност. Таа светла облека представувала символ на нивната духовна облека на небесната невиност. Кога би му останале верни на Бога, тие секојаш би биле обвиени со неа. Меѓутоа, кога сгрешиле, ја прекинале својата врска со Бога и исчезнала светлината што ги осветлувала. Голи и посрамени, еве ги голи, и посрамени, својата небесна облека се обиделе да ја надоместат со облека од смоквини лисја што сами ја направиле. Ето тоа прави човекот. Токму тоа вели го правеле прекршителите на Божиот закон уште од денот на непослушноста на Адам и Ева. Тие плеле смоквини лисја за да ја покријат голотијата предизвикана од греот, со греот. Носеле облека што самите ја направиле, се обидувале со своји дела да ги покријат своите греови, себе си да се сторат поприфатливи во Божите очи или со други зборови, да, сгрешив, сега ќе направам 10, 15, 20 добри дела и ќе ми се покрие тоа. Било што, да, или коленичење по пилотовите скали таму како беше. Да, тоа е чисто католички памет, да. Не. А при тоа, смоквино лисие, сакајќи да прикри... Не, значи искуството на жртвениот олтар е предавање на гревот, покаяние, вистинско, од срце. Меѓутоа, никогаш не успеале да го постигнат тоа. Никогаш ни човек нема да го постигне тоа. Човекот не може ништо да стори за да ја надомести својата загубена облека на невиност. Ништо. Никаква облека од смоквини лисија, никаква световна облека нема да носат оние што ќе седат со Христа и со ангелите на свадбената вечера на јагнето. А имаме една парабола во 22 глава Матеј, што некој влегол, сега тоа е хипотетички, нели? Као некој влегол во своја облека на свадбата. Ќе дојме до тоа. Вели, само покривалото што ни го подарува Христос може да стори да се појавиме во Божје присуство. Замислите, тој ве оправдува, тој ви ја дава облеката и само така може да се појавите пред него. Со тоа покривало, со таа облека на својата праведност, Христос сака да покрие секоја покајничка верна душа. Тој кажува, те советувам да си купиш од мене бела облека, за да се облечеш и да не се открие срамот на твојата голотија. А лаодикеецот, иако е гол пиштол, што велиме, он мисли дека ништо не му фали, он е супер. А покриене цело време со смоквино лисие. Таа облека, и сега внимавајте, ова е прекрасен цитат, кој знае колку пати го имам читано. Таа облека, таа бела Христова праведност, таа бела ткајнина, е искајана на небесен разбој и нема во себе нито една нишка на човечка заслуга. Вау! И после некој ќе ми каже, зна како беше она, ако гледаш на себе, спасението е страшно тешка работа. А ако гледаш на Христа, е многу лесна работа. Зависи како гледаш.
Тој ти ја нуди Христовата праведност, својата праведност, ти треба се покажеш да го оставиш гревот и тој ти ја нуди Христовата праведност, кај што нема никаква твоја заслуга. Ништо од тебе. Христос во човечка лика изгледал совршен карактер и сега да не читаме сето ова, ти нема многу време, кажува дека со својата совршена послушност Христос на секое човечко суштество му овозможил да ги слуша Божите заповеди. Кога ќе му се покориме на Христа, срцето се соединува со неговото срце, волјата се слева со неговата волја, умот станува едно со неговиот ум и размислуваме како него, мислите му се покоруваат нему и ние живееме негов живот. Го живееме неговиот живот, живееме нов живот. Не живееме веќе за себе. Ние сме распнати. Тоа значи дека сме облечени во облеката на неговата праведност. И тогаш, кога Господ не гледа нас, не гледа престилка од смоквини лисија, не ја гледа голотијата или изопачеността на гревот, туку облеката на неговата праведност со која е означена совршената послушност кон Господовиот закон. И сега само се подсетиме, ја нема да ја читам целата парабола, вие ја знаете, 22 глава Матеј. Свадбена гозба носи наслов главата. Први стих, Исус почна пак да им зборува и им рече во параболи, велејки: Небесното царство приличи на цар кој му направи свадба на сина си. И почнуваат сега да се испраќаат поканите за свадбата. Да скратиме, првиот повик за гозбата е упатен до кого? До Божиот народ, до евреите. Испратен е преку Христовите ученици. Нашиот Господ пратил 12-мина, а подосна 70-мина, кои проповедале дека се приближило Царството Божјо и ги повикувале луѓето се покајат и да веруваат во Евангелието. Но повикот не бил прифатен. Оние што биле повикани на гозбата не дошле. Подосна да, не е битно. То се тиче мене, не мора да го кажам. Подоцна се пратени слуги со следниот повик: Еве, гозбата е готова, моите јунци, изгоениот добиток се заклани и се е готово. Повелете на свадба. Ова порака е била упатена на еврејската нација по Христовото распнување. Вториот повик. Но нацијата која тврдела дека представува одбран Божи народ, тоа го сториле на најпрезрен начин. Други пак биле толку многу огорчени и јадосени со понудата за проштевање и спасение, што ја отфрле не само Божјата слава, туку станале и против оние што ја донеле таа порака, па настанало големо прогонство, дела 8.1. Многу мажи и жени биле затворени и некои од господовите вестници, како што биле Стефан и Јаков, дури биле и убиени. Тоа е вториот повик, така стои во параболата ако читате. И третиот повик за гозбата го представува упатувањето на Евангелието на многобожците. Толку веќе со еврејскиот народ, знаете, 33 година беше, како беше? Не, 30. Ова не го прочитав, само извините. Не, кога беше каменувањето на Стефан, кога веќе 34-та, да, тоа ми беше. Со тоа еврејскиот народ го запечатил отфрлањето на Божјата милост. Царот ја прати својата војска и ги погуби убиците и им го запали градот. Оваа пресуда ги погодила евреите при разрунувањето на Ерусалим. Ете што ги снашло. Третиот повик е до незнабожците и сега тука имало мешан состав на луѓе, секакви, и како што вели параболата, ајде тој дел да го прочитаме, затоа што тој ни е битниот. 11 стих, кога царот влезе да ги види гостите, значи ова алудира на судот, окей, ние сме во предворието, меѓутоа сепак живееме во времето на судот, и како и да е, ако тука не сме во предворието во таа бела облека, натаму нема да и намрднеме, па не дај Боже, значи хипотетички овака, да се најдеме на јагнетовата свадба, нема шанси. За своја облека, меѓутоа, еве, хипотетички ни се објаснува тука една ситуација и што би се случило. И кога царот влезе да ги види гостите, види таму еден човек кој не беше облечен во свадбена облека.
И му рече, пријателе, како влезе тука без свадбена руба? И сега вој пријателот порано, веројатно, кој знае како све не се изговарал, кој знае како се не се снаоѓал, кој знае како што све не му доаѓало на памет да каже, ама сега останало, што велат енглезите, speechless. Нем. Пред верниот сведок, пред судијата, пред Господа, тој знае се. Тој молчише. И тогаш царот им рече на служителите, врзете му ги нозете и рацете и фрлете го во крајна темнина, таму ќе биде плач и шкртање со заби. Зашто мнозина се повикани, но малкумина се избрани. Стихот кој што најчесто го цитираше Нихат. Да, најчесто. И еве како завршил овој човек. Сега, карактеристиките на човекот, тоа ми е целта преку овие последни неколку цитати за да видиме кај сме и што сме. Човекот што дошол на гозбата без свадбена облека представува мнозина кои денес живеат во светот. Тие изјавуваат дека се христијани, полагаат право на благословите и на предимствата на Евангелието, но не чувствуваат потреба да го преобразат својот карактер. Никогаш не се покаяле вистински. Внимавате, гледате ли кај гледам врската, значи јас, на тоа искуство од предворието. Никогаш вистински не се покаяле. Никогаш не го добиле искуството од жртвениот олтар, да не збориме понатаму. И нема преобразба на карактерот. Минатиот пат зборувавме. Значи, ако вистински човек се покае, тогаш може да се случи, ќе се види преобразба, односно промена во неговиот карактер. Затоа што веќе свртел нов курс. Не продолжува во истиот правец. Тие не ја сваќаат својата потреба од Христа, ниту пак имаат вера во Него. Еве, им недостасува вера. Лаодикеецот му треба злато. За бела облека веќе свесни сме, гледаме. Тие не ја сваќаат својата... Да, никогаш не успеале да ги совладаат своите наследени или стекнати склоности кон злото. Нормално. Не се ни покаяле, не се ни кајат, нема нов живот, нема тие се стариот човек, оној кој што може би влегол во базенот, ама излегол истиот. А сепак мислат дека сами по себе се доволно добри, еве го ова исто, Лаодикеецот, сепак мислат дека сами по себе се доволно добри, се подпираат врз своите заслуги наместо врз Христа. Еве го исто, тој проблем. Тие се само слушатели на речта, и ова е исто проблем, како што читавме во Јаков беше за огледалото. Излегуваат пред огледалото, ќе се видат какви се и забораваат какви беа. И си тераат пак по старо. Тие се само слушатели на речта, доаѓаат на гозбата, но не сакаат да ја облечат на себе облеката на Христовата праведност. Па нече мочи тако. Нема ни да се најдете таму. Ни јас, ни било кој од нас. Мнозина кои себе си се нарекуваат христијани се само обични човечки моралисти. Има и такви, да, значи за моралот. Тука се. Го одбиле дарот кој единствено можел да ги оспособи да му оддадат почест на Христа, представувајќи му го на светот. Делото на Светиот Дух за нив е неразбирливо, необично дело. Нема Свети Дух. Значи, внимавајте, забележме, нема Дух Свети, нема злато, нема верата, нема вистинско покаяние, нема Христова праведност, се подпираат на самите себе. Тоа е жив лаодикеец. Оној кој што влегол, се дрзнал да влезе, хипотетички, нели, во параболата на свадбата, облечен во своја облека. Тие не се извршители на речта, пак Јаков 1.22 спомнат, небесните начала според кои оние што се соединиле со Христа се разликуваат од другите кои се соединиле со светот во нивниот живот, одвај се забележуваат. Нема разлика од нив и од светот. Да скокнам малку. Сите тие и такви очекуваат да бидат спасени со Христовата смрт, иако одбиваат да живеат слично со неговиот пожртвуван живот. Нема жртва, нема пожртвуван живот. Нема ништо во нивниот живот. Тие не ни знаат што е жртвување, веројатно се себични.
Тие ги возвишуваат богатствата на Божјата доброволна милост и се обидуваат да се покријат со привидна праведност, зашто се надеваат дека на тој начин ќе ги скријат маните на својот карактер, но сите нивни напори ќе бидат напразни во големиот Господен ден. Значи, додека можат, ќе кријат тука, таму не можат. Ни јас, ни било кој. Христовата праведност нема да покрие ниту еден свесно негуван греф или непокајан греф, исто пишува на едно друго место. Човекот може да биде прекршител на законот во своето срце. Интересно е ова. Човекот може да биде прекршител на законот во своето срце, но доколку не го прекрши законот видливо, како што тоа било кај фарисеите, светот може да го смета за човек со висок морал. Меѓутоа, Божиот закон навлегува во тајните на човечкото срце. И еве го сега, значи, искуството на новото раѓање, кој што и Давид го разбрал, па затоа бара чисто срце од Господа. Внатрешноста, ако биде чиста, тогаш и надворешноста. Не може само надворешноста. Тоа може да служи за замајување на јавноста, меѓутоа Господ гледа на срцето. Секое дело се цени според побудите со кои е сторено. На Божиот суд ќе обстане само она што е во согласно со начелата на Божиот закон. Турбо, морав вака за да стигнам и ќе стигнам. Бог е љубов. Тој таа љубов ја покажал дарувајќи ни го Христа. И секој кој што ќе поверува во него, ќе биде спасен. Нема тука некоја бројка сега да размислувам. Математички разбирам, окей. И јас така размислувам некој пати во бројки, ама Господ не размислува така. Бог е љубов. Тој таа љубов ја покажал дарувајќи него Христа, кога го даде својот нероден син за ниеден кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен, па еве го 3:16. Од ништо не ги лишил оние што ги откупил како своја собственост. Тој го дал целото небо, од што треба да црпиме сила и успешност, за да не совлада и порази нашиот голем непријател. Меѓутоа, љубовта не го навела Бога да го правда гревот. Тој гревот не го оправдал ниту кај сатаната, не го оправдал ниту кај Адам или кај Каин, и нема да го оправда ниту кај еден од синовите човечки. Тој нема да ни прогледа низ прсти за нашите гревови, ниту ќе ги превиди недостатоците на нашиот карактер. Тој очекува од нас истите наполно да ги совладаме во негово име. И на крајот, кремот, оние што го одбиваат дарот на Христовата праведност, или таа бела облека, ги одбиваат карактерните особини што би ги направиле Божји синови и ќерки. Тие го одбиваат единственото нешто што би можело да ги оспособи да добијат место на свадбената госпа. Единственото нешто е Христовата праведност. И ова, претходните цитати некои може би звучеа застрашувачки и секој грев треба да се остави ова, она, као да тоа не е јасно, нели? Ама, меѓутоа, сепак, само со Христовата праведност можеме да се појавиме таму. А тоа значи оставен грев, вистинско покаяние, раснати за своето јас. И сето оно што значи искуство на предворието, а тоа значи дека сте внатре и сте обколени со таа бела ограда од бел чист лен, односно покриени со Христовата праведност. Ако тоа е само формално, онда не сте покриени со Христовата праведност, џабе си се замарате и се го губите времето, односно си го губиме времето. Потребна ни е бела облека, на лаодикејецот му е потребна бела облека, затоа што наша праведност ние немаме, нити пак со наша праведност ќе можеме да се покажеме пред Бога. Нека Господ ни помогне да не гледаме сега на бројките, да, може би новото раѓање е ретко искуство, може би нито еден меѓу 20, нито еден меѓу 100, како што читавме, меѓутоа ние можеме да бидеме, да не се занимаваме со тие проценти. Господ, ако му дозволиме да делува во нашето срце, ќе бидеме. И јас верувам дека ќе бидеме. Нека му е слава на Бога, затоа што обезбедил
спасение преку својот син и ни го дава како дар. Па сега, чив проблем ќе биде, чива грешка ќе биде ако не го прифатиме дарот на спасението? Никој нема да ни биде крив. Затоа да не го отфрламе. И уште денес да се видиме самите себе си во вистинска светлина. Сите имаме некоја мана, сите сме со некои недостатоци, сите имаме некои своји борби, меѓутоа свртете се кон Бога, покајте се, побарајте, чукајте, тропајте, ки ви отвори, ки ви даде, тој едва и чека. Слава нека му е. Амин.